Минатата недела повеќе инспекциски служби направија контрола во работењето на мини-забавниот парк Зимзоленд, кој годинава е лоциран во Лисиче, и информираа дека утврдиле бројни неправилности. Според нив, Зимзоленд немал потребна документација за работење и најавија негово затворање. Но нашата екипа синоќа го посети Зимзоленд и освен неколку штандови за храна што беа затворени, се друго функционираше како и претходно. Останува дилемата: има или нема Зимзоленд потребна документација за работење? Од градот Скопје велат, иако неговите инспекциски служби утврдиле дека Зимзоленд нема дозвола, за отстранување на Луна паркот е надлежна општината Аеродром. Оттаму пак велат дека известувањето од град Скопје не е обврзувачко за нив и го следеле законот, па чекале да поминат 8 дена откако фирмата го примила записникот за да постапат. Вчера и јавното обвинителство информираше дека издало наредба МВР да направи увид на местото каде што е поставен овогодинешниот Зимзоленд и да ја обезбеди целокупната документација за функционирањето на Луна паркот. Значи многу институции се растрчаа, ама Зимзоленд уште работи, иако имало неправилности. Зошто општина Аеродром чека 8 дена за да преземе нешто? Спорото институционално реагирање веќе имаме страшен пример дека може да доведе до тешки последици. Со осветлување на новогодишната елка на плоштадот Македонија и отворањето на божичниот маркет, синоќа официјално започна празничната програма Скопје новогодишна зимска бајка, која ќе трае до 31 декември. Настанот беше збогатен со хор составен од дечиња од скопските училишта кои пееја празнични песни. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓиевски денеска пак порача дека целта е главниот град да се позиционира како современа европска метропола со континуирана и разновидна празнична содржина за сите генерации. Градските власти најавуваат дека од 15 па се до 31 декември, секоја вечер од 18 часот на плоштадот ќе се одвива разновидна програма со музички настапи, диџеј сетови и уметнички изведби, додека викендите ќе бидат посветени на најмладите со детски содржини и анимации. Новогодишната ноќ ќе биде одбележана со концерти на македонски изведувачи, меѓу кои е и Каролина Гочева. Оваа нова година нема да се одбележи со огномет на централниот плоштад во Скопје. Ова го потврди градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓиевски. Тој вели дека не поддржува ваков начин на прослава, а наместо тоа се залага за алтернативни форми на одбележување. Дозволите за огномет, како што посочи, се во надлежност на МВР, а градот Скопје нема да организира огномет за новогодишната ноќ. Општина Бутел додели 4 милиони денари финансиска помош на спортските клубови од општина Бутел. Локалната самоуправа секоја година ги поддржува спортските клубови и доделува спортски стипендии на најдобрите спортисти од Бутел. Во Бутел вредноста на спортот и спортските успеси е најголема, изјави градоначалникот Дарко Костовски и изрази надеж дека финансиската поддршка ќе потекне напредок во сите спортови. Еколошка акција за разубавување и раззеленување се одржа денеска на територијата на општина Кисела Вода. Беа засадени околу 500 садници од зимзелени и други видови дрвја. Акциите се одвиваа симултано на повеќе локации, вклучувајќи го паркот Иднина, дворовите на сите основни училишта, како и површини во 13 урбани и местни заедници. Во садењето учествува и градоначалничката Бети Стаменковска Трајковска, генералниот извршен директор на Титанусија Костас Николау, како и голем број вработени од општинската администрација, компанијата и граѓани кои се приклучија на иницијативата. Општина Центар ја заврши првата фаза од системот за мониторинг на бучава со поставување 30 уреди на повеќе локации. Уредите се инсталирани на улици, булевари и на кеот 13 ноември. Градоначалникот Горан Герасимовски појасни дека тие служат само за индикативни мерења и не препознаваат гласови. Добиените податоци ќе бидат сигнал за дополнителни инспекциски контроли, а казни ќе се изрекуваат исклучиво врз основа на официјални мерења од акредитирана лабораторија. Уредите се користат со посебен фокус на бучавата која потекнува од угостителски објекти и сообраќајот, со цел унапредување на квалитетот на живот и заштита на јавниот мир на граѓаните во општина Центар, се нагласува во соопштението.
Одложено е судењето против бившиот директор на затворот Шутка по барање на јавната обвинителка. Рочиштето требаше да продолжи со изнесување завршни зборови откако беа доставени листите на докази. Сепак судењето е презакажано за 26 декември поради подготовка на завршниот збор и итни обврски на обвинителката во ОЈО ГОК. Филип Андов Сокол и другите обвинети се товарат дека овозможувале спровод на осуденици за приватни потреби. Обвинителството наведува дека дел од обвинетите се гонат за злоупотреба на службената положба, а дел за несовесно работење. Приведено лице кај кој биле пронајдени 300 теписони за кои тоа немало потребна документација. Инцидентот се случил на 15 декември во Подмолје, на подрачјето на СВР Охрид. Лишен од слобода 52 годишен скопјанец кој управувал товарно возило Форд Транзит. При контролата полицијата ја пронашла проблематичната стока во товарниот дел на возилото. Возилото и недокументираната стока се одземени, а по целосно документирање ќе следи соодветна постапка. Пронајден е почина 40 годишен осуденик од Скопје во Штипскиот затвор. Кога пристигнала екипа на итната медицинска помош, констатирала смрт без видливи траги на насилство. Вчера во 10 часот и 35 минути во СВР Штип од КПУ затвор Штип е пријавено дека во соба во установата е пронајден починат осуденик од Скопје, стои во полицискиот извештај. Телото на починатиот е предадено на обдукција со цел да се утврдат причините за смртта. Малолетник во основно училиште во општина Газибаба бил физички нападнат од тројца негови соученици, соопшти МВР. На 15 декември жена од Скопје пријави дека еден ден претходно околу 12 часот пред основно училиште на подрачјето на Газибаба, нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од тројца негови соученици. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, наведено е во соопштението. МВР информираше за уште еден случај на насилство. Имено на 15 декември било пријавено дека во основно училиште во село Миладиновци нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од двајца негови соученици, кои употребиле тврд предмет. Драмски театар Скопје утре вечер премиерно ќе изведе представата Болва Вуво од францускиот комедиограф Жорж Фейдо во режија на Синиша Евтимов, кој е автор и на адаптацијата на текстот. Со оваа петта премиера, Драмски ја завршува продукцијата во 2025 година. Болва Вуво на сцената на Драмски се поставува повторно по пауза од многу години. Предходната премиерно изведена е во 1974 година во режија на Димитрije Османли.